Уште еден поздрав до сите вас, драги браќи и сестри, драги гости и пријатели и сите они кои ни се приклучија во вториот дел. Сега е време кога ние отвараме Библијата, Светото писмо, се учиме од неа, црпиме совети, опомени и насоки за нашиот христијански живот. Овие денови се топли денови, жешки денови, но верувам дека и во животот поминуваме низ такви периоди, жешки проблеми кога се појавуваат и затоа одлучив денеска во склоп и со поуката што имаме ова тромесече, па и денеска учивме за немири, за проблеми. Насловот на ова размислување гласи нашиот однос кон животните проблеми. Како се однесуваме, драги присутни, кога ќе наидеме на проблеми во нашиот живот? Дали ги прифаќаме такви какви што се, или пак покушаваме да ги решиме сами, а потоа може не успеваме, па уште повеќе ќе пропаѓаме во тие проблеми. Ова размислување ќе ни помогне да сватиме дека сепак постои решение, дека постои излез и ќе видиме кој е тоа решение. Ајде на почеток од еден пример кој малце ќе не воведе во ова размислување. Некој човек, односно возач на камион, возел пингвини. Знаете што се пингвини? Тој имал ни малце, ни повеќе 500 натоварено пингвини кои требало да ги однесе во градската зоолошка градина. Бидејќи патот бил долг, возил низ пустиња и неговиот камион се расипал, како што знае да се случува. И морал да застане. Излегол на патот со намера дека некој ќе намене, ќе застане и ќе му помогне. После 3 часа на чекање и мафтење со раце, знаете, кога сме во дефект, мафтаме некој да застане, се појавил еден камион кој застанал. Човекот, шоферот излегол од камионот и го запрашал: пријателе, каков проблем имаш? Шоферот од првиот камион му рекол дека дали може да ги однесе неговите 500 пингвини во градската зоолошка градина од неговиот камион, а за услуга ќе му плати $500. Возачот се сложил. Биле претоварени пингвините во камионот, во вториот камион и човекот замина. Наредниот ден возачот од првиот камион се нашол во градот, значи стасал во градот и бил изненаден кога го видел возачот од другиот камион како ја поминува улицата, а позади него одаат 500 пингвини. Му се доближил и го запрашал: пријателе, што се случило? Зарем не ти платив $500 да ги однесеш пингвините во зоолошката градина? А возачот од вториот камион му одговорил: да, колега, јас ги однесов во градската зоолошка градина, но ми преостанаа доволно пари што одлучив да погледнеме некој добар филм заедно со пингвините. Браќи и сестри, драги присутни, може ли нешто слично да се случи и во нашиот живот ако погрешно слушнеме она што ни е кажано, или ако погрешно разбереме, или ја изгубиме таа ориентација или тој баланс кој треба да го правиме во нашиот христијански живот? Меѓутоа, она што најмногу може да допринесе да ја изгубиме нашата ориентација, како овој возач, целиот се збркал. Оно што може најмногу да допринесе да изгубиме нашата ориентација во нашиот живот се проблемите со кои се среќаваме секојдневно. Например, одете кај лекар и добивате диагноза која ќе ви го поремети целиот ваш живот. Сте планирале ова или она, а сега со една диагноза лоша за вас секако ви се менува целата ориентација. Тогаш кога ќе се појават проблеми, искушенија, неволи, како ние се однесуваме кон истите браќа и сестри? Секако дека животот е полн со проблеми. Може да кажеме да почнеме од домот, на работа, здравствени проблеми, финансиски и многу други проблеми. Но исто така, тие проблеми може да бидат одскочна даска, кај што ќе почнеме да размислуваме на друг начин за решавање на истите. Постојат многу можности кога ќе се појават проблеми и отворени врати. Само во тие мигови ние не ги гледаме,
Зошто? Zato što može bi naši oči se natopeni su solzi, može bi se nije temno, crno i ne možeme da je vidime ta otvorena vrata što ni se nudi u tije migovi. Našите problemi možda ponekoć da ne uništat brake i sestri. Ili pak možda da ni pomognat vo razvojot na našiot karakter. Sve zavisi od našiot stav, što ke se sluči i kako ke se sluči. Nažalost, mnogo luge koje ke se pojavat tije problemi kako golemi brda, ne gledat izlez. Ne gledat izlez. Ne gledat ka Bog može tuka da najde rešenje i da tije rešenja to ni gi ponudi, odnosno nije da gi upotrebime vo našiot život. Kako reagirame koje ke najdat problemi? Mnogo ljudi reagirat luto, buntovno, navredno, namjesto da se smirat i da razmisluvat kakva korist može da izvečat od sveto toa. Evo što kaže Paulo Coelho, brazilski pisatelj. Poslušajte kakva misla napišel. To je pisatelj plodonosen, ima mnogo knjigi napišeno. Postojat momenti koga problemi vleguvat vo našите životi i ne možeme da storime ništa vo vrska со тоа. Но тие се тука со причина, само која ќе ги надминеме, разбираме зошто тие биле тука. Дали е исправно? Навистина, човекот вели, постојат моменти кога проблеми доаѓаат во нашите животи. И ние се прашуваме, Боже, зошто? Лежиш во болница, само го гледаш таванот горе и размислуваш, зошто сум тука? Павло вели, тие доаѓаат во нашите животи и не можеме да сториме ништо да ги спречиме во врска со нивното влегување. Но тие се тука, вели, со причина. Само кога ќе поминат, тогаш разбираме зошто тие се случиле. Во предавање, браќи и сестри, ќе биде малце пократко од вообичаено поради другата служба што ќе биде после нас. Сакам да спомнам четири начини како Бог ги употребува нашите лични проблеми во наша полза. Број 1. Бог ги употребува нашите проблеми да би не насочил во добар, односно во подобар правец. Понекогаш Бог мора да запали оган за да не пробуди или да не потикне. Замислете Мојсе, кога одел низ пустињата, што запалил Бог? Оган. Вообичаено во пустиња да има оган, бидејќи е жешко и брзо се случуваат пожари. Меѓутоа, овој пожар бил невообичаен, посебен, односно овој оган. И окото на Мојсе било привлечено од таа капина која гори, а не изгора. Знаете капините кога се суви, колку треба време да изгорат? Брзо. Бог морал на Мојсе да запали оган за да го потикне да дојде. Тоа е една прекрасна средба. Бог со Мојсе да разговара. И вели Мојсе симни ги обувките местото кај што стоише света земја. Проблемите обично ни помагаат да го видиме животот од другата страна на перспективата. Проблемите не мотивираат за промени. Еве ќе спомнам. Кои ќе се појават здравствени проблеми. Одиш на доктор и вели пријателе или господин или господјо, можеш да се откажеш од ова, од она. Дали тоа го прифаќаме ние? Претежно ги прифаќаме тие упатства. Или некој кој пуши, кој пие, може би со децени сме му говореле дека пушењето не е добро. Меѓутоа, кога ќе му каже некој друг, кога е во праша неговото здравје, тој прави промена или прифаќа диета или нешто слично. Значи, проблемите може да бидат и за добро наше. Ако може да се затвори вратата таму. За да во тие мигови едноставно луѓето ќе донесат промени, односно одлуки за нешто подобро. Дали Бог сака со тие, браќи и сестри, проблеми да не придобие нас? Секако. Тој сака да не придобие за да не бидеме изгубени за вечност. Ајде да отвориме на почетокот сега и Свето писмо. Во Библијата читаме во Мудри изреки, 20 глава, 30 стих. Еве, да читаме од овој мудар човек Соломон, 20 глава, 30 стих. Синилото одбиење го очистува злото,
а ударите внатрешноста на срцето. Гледайте, ударите, проблемите, што чисти? Овде Соломон вели, ја чисти нашата внатрешност, внатрешноста на срцето. Синилото одбиење го очистува злото. Джон Нютон, сте чули за него, така? Тој со татко му, знаете каква работа во почетокот работел? Пренесувале робови од Африка до Америка. Неговата мајка починала кога тој имал само 7 години, а на 11 години одлучил да се приклучи со татко му на неговиот брод. Заедно пренесувале, како што спомнав, робови од Африка во Америка. Но на 10. март, запамтите го овој датум, на 10. март 1748 година, за време на пловидба на морето се појавила страшна бура, страшно невреме. Постоела можност да неговиот брод потоне. Бил толку уплашен за својот живот што почнал да се моли на Бога за помош. Од тој датум, 10. март 1748 година, поминало доста години. Но секојаш во мислите се сеќава за тој настан, за таа гледка, како неговиот брод, само што не потонал. Се сеќавал на бурите, но и на молитвите кои ги упатувал кон Бога. И кога наполни 39 години, релативно млад човек, конечно одлучил да прекине да плови и одлучил да се посвети на Бога. Се враќа во Англија и одлучил да се запише на богословија. Завршил за свештеник. Подосна тој ќе ја напише песната Милост Божја, со желба да им укаже на сите како Бог го променил неговиот живот. Благодарение на таа бура што го снашла на 10. март 1748 година. Бог покренал бура во морето. Браќи и сестри, на овој човек, да тој донесе на прекрасна одлука, не само да стане следбеник на Господа. Еве ќе ви прочитам од ова песнарка Милост Божја чудесна. Што го инспирирало да ги напише овие зборови? Ќе прочитам само 2 строфи. О милост Божја чудесна, од смрт ме избави, бев загубен и најден сум, бев слеп и прогледав. Низ многу бури, неволи, јас веќе пребродив, колку сум благодарен што сум наново роден. Има 4 строфи. Ја напишал текст Джон Нютон, 1725-1807 починал. Гледате, драги присутни, Бог ги користи некојаш проблемите, бурите, ова е буквална бура, кај што Джон донел прекрасна одлука, да го следи Христ. Значи, број 1, Бог ги употребува нашите проблеми, да би го насочил твој духовен брод во еден подобар правец. Број 2, Бог ги употребува нашите проблеми да би ни се открил во нив. Луѓето се знаете како филтер врекички за чај. Еве една илустрација. Значи, за да дознаеме каков е чајот, каде треба да го ставиме? Ова филтер врекичка. Еве ќе ја ставиме овде во ова чаша. Така, ја потопуваме. Ова е џумбир мирис. Така и со човекот. Бог мора да не стави во некој процеп, во некоја неволја, за да види какви сме, како се однесуваме во тие мигови. Ако сакаме, значи, да дознаеме што има внатре во таа вреќичка, треба да го ставиме во филтер, во жешка вода. Сега прашање за нас, дали те скоро Бог ставил, те тестирал со некои животни проблеми? Како сме се однесувале во тие мигови, браќи и сестри? Дали сме викале, негодувале? Браќи и сестри, Бог не е далечен и безимен. Тој е наше засолниште, вели Давид, извор на нашиот спокој и мир, карпата на нашето спасение, одбрана од злото кој секогаш не чува. Бог е наш голем пријател, Бог е наш голем сојузник, татко, но ние можеме секогаш да сметаме на Него. Но, на жалост, ние повеќе во животот наш се подпираме, можеби, на непосредните и миливи добра
кој може да ги допреме. Знаете, ние сме такви како луѓе, а само да го допреме и тогаш ние се чувствуваме дека сме сигурни. Заборавајќи на Бога, дека Бог е наш татко. Понекогаш се чувствуваме сираци, под наводници сираци. Но Бог е секојаш поред нас. Неговата татковска љубов постојано зрачи. Некој рекол, ние се удалечуваме од Бога, кога обсесивно трагаме по земски добра и богатство, покажувајќи така претерана љубов кон нова реалност. Мислам дека има тежина ова изјава. Ние се удалечуваме од Бога, кога обсесивно трагаме за поземски добра и богатство, покажувајќи така претерана љубов кон нова реалност. И затоа апостол Јаков ги запишал следниве зборови, а јас сакам да ги споделам сега со сите вас. Во посланието на Јакова, 1 глава, ги читаме првите стихови, 2, 3 и 4. Сметајте ја за чиста радост, браќа мои, кои ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение, а трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни, целосни, интегрални, со други зборови, без никаков недостаток. Затоа апостол Јаков овде зборува дека тие искушенија кои ќе најдат, треба да покажеме стрпливост, трпение, не е секогаш лесно. Но ако сме постојано поврзани со Бога, тие проблеми понекогаш може да бидат и благослов, браќа и сестри. Затоа да му дозволиме на Бога, кој ќе не стави во жешка вода, да не викаме, туку кој ќе се напие некој после од тој чај, ќе рече што е убав. Гледајќи во тебе и во мене, ние треба да шириме мил мирис. Број 3. Бог ги употребува нашите проблеми за да не заштити. Интересно. Бог ги употребува проблемите наши за да не заштити. Понекогаш тие проблеми, како што спомнав, може да бидат на благослов. Ајде го читаме накратко случајот на Јосифа. Во 1 Мојсеева 50 глава, 20 стих, знаете историјата на Јосиф, е многу интересна. Неговите браќа сакале да се оттарасат за секогаш. Меѓутоа, 20 стих во 1 Мојсеева, Битие 50 глава, 20 стих, еве што кажува, тоа Мојсей го запишал. Освен тоа, иако вие имавте намера да ми сторите зло, Бог го сврти кон добро, да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Гледате, како Бог ја водил историјата. Бог го знае почетокот и крајот. Меѓутоа, браќата на Јосифа тоа не го знаеле. Тие се раководели од себишни цели, од љубоморни цели, зашто Јаков имал повеќе симпатии кон Јосифа и кон Венјамина. И сакале на начин да се оттарасат од него. Јосиф носел и шарени алишта. Еднаш зборувавме на таа тема, што значат шарените алишта. Кои ги носеле? Посебни деца, посебни луѓе, со посебен авторитет, со посебен карактер, а тој ми сметало на браќата на Јосифа. Меѓутоа Јосиф вели, оставите го, браќа мои. Сега кога веќе се открил, кога станал втор човек во Египет и вели, вие ми мисливте лошо, но Бог изведе се на добро. Така, сестри, Бог ги потребува нашите проблеми за да не заштити. Овде имаме прекрасен случај со Јосифа. Јосиф ќе помени с големи проблеми, но Бог ќе биде постојно со него. Иако Мојсей немал на почетокот некој надпис, некој потврда од Бога, договор дека само ти молчи, се ќе помине, се иде во рок на служба, како што велат војниците кога служат војни рок. Значи, одиш на стража, одиш на занимање, одиш, ти кажат копај дупки, ќе копаш, се оди во војниот рок. Меѓутоа, Мојсей, односно Јосиф, не знаел што ќе се случи и како ќе се случи. Јосиф останал верен, ги прифаќал проблемите. Како филтер врекичка, тој бил често пати во жешка вода, но останувал постојано до крај верен на Господа. Број 4. Бог ги употребува нашите проблеми како би ни помогнал во развојот на нашиот карактер. Мислам дека овде има голема тежина. Бог ги употребува нашите проблеми како би ни помогнал во развојот на нашиот карактер. Ајде да се сетиме повторно на една библиска личност.
a to je Danijel. Čovjek koji bil veren na Boga. No sepak, kada se našel vodna prilika? Во žeška voda. Той бил фрлен меѓу лутите лавови. Замислете, се нашол во лавовска јама. Зошто се нашол? Затоа што ограбил банка, направил проблем во општеството, убил човек. Затоа што се молел и тоа 3 пати на ден. Всушност, некој би рекол од критичарите, па тој бил дрзок. Не ги почитувал правилата, уставот на државата. Бидејќи царот наредил никој да не се моли, освен на царот. Зашто царот бил за нив божество. Всушност, и самиот цар знаел дека таа одлука е изнудена од него, од противниците на Даниело. Меѓутоа, сепак, Даниело бил трет човек во царството, тој ги знаел сите одлуки, но тој останал верен, како што вели еден духовен писател во книгата Воспитување, како магнетната игла која е верна кон северниот пол. Останал Даниело верен. Иако таа одлука, тој декрет на масата го имал, на својата работна маса, тој се молел. Човек останал верен на Бога. Но сепак се нашол во лавовската јама. Но од таа дупка, браќа и сестри, од таа жешка вода би рекол, Даниело ќе излезе уште посилен, уште поверен кон својот Бог. Животните проблеми кога кон нив ќе се поставиме на исправен начин, ние тогаш го изградуваме нашиот карактер. Бог е многу повеќе заинтересиран за изградба на твојот карактер, отколку за твојата лична удобност. А ние одиме спротивно, си правиме удобност да не биде. Си поставиме клима, што не е грев. Сега немој да ме земете во збор дека грев е клима да имаме дома. Меѓутоа си правиме удобност. Но Бог е повеќе заинтересиран за нашиот карактер да го промени. Ајде да го видиме случајот на Јов. Ова случка со случајот на Јов не открива правата вистина. Зошто Бог дозволил да Јов падне во таква жешка вода? Не само 5 минути да го држиш ова во вода. Јов навистина пропаднал во вода која вриела. А бил верен. Првиот текст во првата глава вели, Јов беше верен човек на исток, богат, Бог го благословил. Ајде отвориме во Јов 42 глава. Јов е веќе на крајот, се поменил, сите испити ги положил со 10, немало замерка, никој не можел да му постави под прашање. И сега самиот Јов ќе се гледа во гледалото. Тој ќе се кара со Бога. Тој ќе разговара со Бога. Многу прашања му се јасни. Но на крајот ќе наведне главата. И ќе свати дека тој е виновен, а не Бог. Иако жена му сакал да го наведе, да го обвини Бога и да стави крај со тој негов жив Бог. Но еве што кажува самиот Јов за себе. 42 глава во книгата до Јов, 5 и 6 стих. Досега те познавав само послушање, но сега моите очи те видоа. Затоа се гнасам од сите своји зборови и се каам во прав и пепел. Кога ги кажал Јов овие зборови, браќи и сестри? Кога? После сите зла. Ајде да ги наречеме 7 зла, кои тој ги проживел во својот живот. Изгубил деца, имот, пријатели, имање. За малку и жена му ќе изгубил. Замислете сега Јов, а после се препира. Па неговите тешители доаѓаат. И тие сакат да го наведат дека Јове нешто криеш. Затоа Бог те казнил. Јов бил познат како добар човек, човек кој помагал на сиромашни, кој помагал, бидејќи имал и средства, но бил и верен на Бога. И затоа Јов не го знае тој разговор горе зад завесата, зад пердето измеѓу Бога и Сатана. Замислете, ако Сатаната има на дневен ред некои точки и Бог, една точка била Јов. И кај Бога, и кај Сатаната. И на тој дневен ред кога разговарале, бидејќи Сатаната имал право да оди горе кај Бога на тие состаноци, Сатаната си напишал тука како фуснота Јов. Ќе разговарам за Јов.
И замислите, еден беден човек, кој се споредува со црв, дошол на таа агенда небесна, да се разговара за Јов. Јов не знал за тој разговор. Но Бог знаел со кого има работа. Дека Јов ќе биде човек кој ќе ги положи со 10 сите испити. Но Јов ќе се чувствува толку мизерно на крајот, ќе свати дека иако се препирал со Бога, му поставил прашања, ако ги читате другите глави, ќе го видите тој разговор, Јов вели, Боже, јас сум виновен. Боже, ми требаше ова лекција. Боже, ми требаше ова жешка вода, за да знам колку сум постигнал во својот духовен живот. Јов тоа ќе го признае. Зато се гнасам од сите своји зборови и се каам во прав и во пепел. Ајде да видиме што кажува сега понатаму апостол Павле во Римјаните, во 3 глава, во 5 глава, 3 и 4 стих. Значи, читаме во посланието до Римјаните, 5 глава, 3 и 4 стих. Павле вели, но не само тоа, туку се фалиме и во неволите, знаејќи дека неволјата раѓа трпение, трпението искуство, а искуството надеж. И понатаму вели, а надежта пак не разочарува, зашто Божјата љубов е излиена во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни е даден. Која е пораката од овие стихови, браќи и сестри, што Павле ги запишал? Која е пораката? Бог делува во нашите животи и тогаш кога ние не гледаме излез. Кога не гледаме никаков излез, Бог и тогаш делува. Но многу е покорисно, браќи и сестри, во тие мигови кога не гледаме излез, да соработуваме со оној кој има излези, со Бога. Според тоа, кога ќе се појават проблеми и неволи, се зависи како гледаме на таквите проблеми, со какви очи. Сатаната знае, почитувани, дека ние се чувствуваме во некои делови во нашиот живот осамени. Дали кога сме болни, дали кога ќе изгубиме работа, дали кога ќе се случи некоја непредвидена работа во нашиот живот, сатаната тогаш ти доаѓа на гости. Тој е прв гостин ќе дојде кога ќе се најдеш во некоја неволја. Но никош не смеме да забораваме дека Бог е таму. Таму кај што си ти осамена или јас осамен. Бог не заборава. Има денови кога се чувствуваме навистина осамени. Во тие мигови може би посакуваме некој да ни прави друштво, да не посоветува, да ни каже само еден збор, добро утро, добро вечер или добар ден. Но, браќи и сестри, Бог е постојано со нас. На секој чекор од нашето животно патување, Бог е тука поред нас. Сеќавате на ни пример, оној човек кој бил разочаран и кога одел по брегот. Ја знаете, сеќавате, сум ја кажувал, таа случка кога човекот се моли на Бога дека е осамен. Меѓутоа, кога Бог му се јавува вечерта, кога тој ги гледа стапалките дупли позади него, значи Бог бил со него, но во една прилика, кога се свртил, колку стапалки видел? Само своите. Само 2. Тој мисли дека тогаш сам се бори со проблемите. А Бог што му вели, мој пријателе, кога ги гледаше 2 стапалки, тоа бија мој, ја те држав каде? Во раце. Бог сака да те држи и тебе и мене во раце. Но ние некојаш се тргаме како едно дете од 5-6 годинки, кога веќе знае да оди, кога знае да чита и сака да трче по трговски центар, а ти му вели, сине, биди со мене. Знаеш дека може да се изгуби. И не така се палаво однесуваме понекојаш. Бог вели, јас сакам да те држам. Бог сака да ги слушне нашите проблеми. Бог сака да слушне како ти поминал денот. Ние веќе го имаме тој кој сака да слуша, а тој е нашиот Бог. Во 1 Јованова посланица, 4 глава, во 16 стих, еве што запишал најмладиот Христов ученик, кој лежел на Христовите гради и зато е наречен ученик на љубовта. 1 Јованова посланица, 4 глава, 16 стих. И ние запознавме и веруваме во љубовта
koja Бог ја има кон нас. Бог е љубов и кој останува во љубовта, останува во Бога. И Бог останува во Него. Браќи и сестри, драги присутни, Бог е љубов, вели апостол Јован. Не си сам, не си заборавен. Овие се загрижувачки времења во кои ние живееме. Може некој да помине поред тебе и добар ден да не ти каже. Зошто? Па може би тој има уште повеќе 100 проблеми поголеми од твоите. Значи, живееме во едно загрижувачко време. Турбулентно време. Но сепак Бог сака во тие времења да не се чувствуваме и ние вознемирени. Тој сака да влезе во нашите животи и не моли да отвориме вратата за да влезе. На жалост, ние ставаме блиндирани врати, ставаме што поголеми катанци за Бог, за Исус да не влезе во нас. А Исус само не моли. Во Откровение 3:20 читаме, кај што вели текстот, еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ако некој, значи сите нема да го слушнат тој глас Божи, но некој сепак ќе го слушнат и вели ако ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Драги присутни, Бог секогаш сака да ни прави друштво. Дури и кога се чувствуваме осамено, разочарано, кога можеби пријателите свртиле грб, можеби кога не си веќе интересен, не си млад, немаш пари во джебот, зашто некои се гребат што се велат, како на изгубениот син сеќавате, кога имал пари и бил во сила, имал многу добро друштво, под наводници, но кога ги истрошил парите, другарите исчезнале. Тој истиот Исус кој тропа овде на вратата на твоето, на моето срце, тој шета со нас ни сите наши денови, добри или лоши. Тој ни дава сила кога сме слаби, кога сме ожалостени, кога се плашиме да продолжиме понатаму. Тој сака да биде наше уво, кој сака да слушне како сме го поминале лошиот ден. Исус сака да биде наше рамо за плачење, кога не можеме да запреме со нашите солзи. Кога никого не може да се исповедаме и да му кажеме, а Исус е тука поред нас. Тој сака да биде твој и мој уво. И затоа, она прекрасно ветување, никош да не го забораваме, кој го запишал Матеј во последната глава, во последниот стих. Сеќавате што пишува евангелистот Матеј 28, 20 стих вака вели. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на векот. Овде пишува светот или векот, тоа исто. Исус е добриот пастир, браќа и сестри, кој ветува дека ќе се грижи за неговите овци. Знаете, сега се големи жестини. Жешко е. И вистинските домакини, односно пастири, кои имат свој стада, каде ги носат овците? Во планина. Таму високо, кај што има зелена паша, тие таму ги водат. И со нив спијат 2-3 месеци, додека не дојде есента, длабоко есента, и повторно ги симнуваат доле по своите бачева. Тој пастир се грижи за неговите овци. Тој ветува и заштита целосна. Господ вели, не мора да ме чекате со часови, ја живеам во тебе, јас сум присутен ног и ден. И затоа пред да ја напушти нашата земја, Исус Христос ги кажува овие прекрасни зборови, а повторно ги запишал човекот на љубовта, Јован Богослов. 14 глава, 16 до 18 стих вака вели. Значи, Јован 14, 16. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. И јас ќе го молам мојот татко, и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас до кога? До века, вели овде. Се мисли до мојот век, до твојот век, зашто има различити векови на живење. Бог, Исус Христос, браќа и сестри, ветил дека тој ќе биде до крајот на векот со тебе и со мене. Тој ветил дека ќе биде со нас и ќе престојува секојдневно. Само кај оние, секако кои комуницираат со него и кои отвориле своето срце, тој со сила не може да влезе. И затоа овој Свети Дух
Третото лице на Божеството ни е дадено на разполагanje, да ја користиме таа небесна сила. Они кои имат потреба од Него. Со нашите проблеми, со нашите тежини, може да дојдеме секогаш кај Христа и да побараме помош, мир и сила. И затоа, браќи и сестри, драги присутни, кога ќе наидеме на своји животни проблеми, а ги имаме сите, помалку или повеќе, да не ја изгубиме од вид таа сила која ни стои на располагање. А тоа е овде читавме. Исус вели, што ќе побарате во моје име, јас ќе ви го дадам. Тука е Светиот Дух кој ни стои 24 часа на располагање. А од нас зависи дали ќе ја користиме таа небесна сила. Ајде при крајот на ово размислување да прочитаме и завршен текст во Псалом 16 глава. Давид исто така е прекрасна личност кој имал турбуленции во својот живот. Имал падови, имал и качување, бил цар, но секогаш тој се потпирал на Бога. И таму кога имал 600 вооружени војници поред него, кој се чувствувал малце како да е безбеден, но сепак тој наоѓал заштита кај Господа. И овде во 16 глава, во 7 и 8 стих, Давид ќе запише. 16 глава, 7 и 8 стих. Го благословувам Господа, кој ме вразумува, па и ноќе моето срце ме советува. Господ ми е секогаш пред очите, бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопнам. Раки сестри, гледате овде Давид каква заштита имал и како верувал чврсто во Господа. Господ ми е секогаш пред очите. Што е пред нашите очи секогаш? Сега може да отвориме дискусија и да наредиме овде неколку прашања. Што е постојано пред нашите очи? Ова година минатата што беше пред нашите очи? Бидете искрени. Вирусот. Па тоа беше бомбардиран, и се уште сме бомбардирани. Отвараш мобилен, отвараш телевизор, затвараш телевизор, навестите број 1. Со што сатаната сака да не бомбардира и да го превземе, да превземе таа прва позиција? Со земните работи, со страв. А кога сме во страв, ние сме парализирани. Сте приметили човек кој е во страв, како оди? Па тој ја губи ориентацијата. Сме го доживеле сите ние тоа. Сатаната сака да не духовно парализира. Да на прво место ставиме нешто што нема врска со вечноста и со она што Господ го бара од нас. Давид вели, Господ ми е секогаш пред очите, бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопнам. Од левата страна кој доаѓа? Знаете, постои таа северна страна, синоним за злото. Сатаната рекол, Луцифер рекол, ќе направам свое царство на која страна? На северната страна. Израилците имале проблем од северната страна, од филистејците, кои од север доаѓале и го напаѓале Божиот народ. Ја не знам од која страна ќе те нападне тебе, но сите ние имаме страна кај што сме слаби и што сатаната знае. Од која страна биле напаѓани израилците кога патувале од Египет до ветената земја? Од која страна? Од позади. Пише во книгата Патриарси и пророци. Напред била таа елитна војска што Мојсија имал. Потоа оние повозрасните. И така оделе 2 милиона луѓе. А позади кои биле? Старите, болните, стоката. И амаличаните од позади ги напаѓале израилците, кај што не биле така силни. Сатаната знае каде да не нападне. Може би ќе те нападне со некоја неволја, со некоја болест, со некоја лоша диагноза. Што е да е, браќи и сестри? Ајде слично и со Давида да кажеме ние денеска. Господе, секојаш со мене. Неговото око секојаш ме гледам. Верно ме води ден и ноќе. Не треба да се плашам од ништо. Тој се грижи да не пропаднам. Нека биде тоа и наша молитва. Амин.